10 кривични пријави. Ова е криминалното досие на сопругот на мајката Ивана и нејзиното дете кои трагично го загубија животот по пат од балкон во Скопски Карпош. Фатен со 20 паковки марихуана и 7 грама амфетамин. Лица со изречени мерки на претпазливост, пријавуван и за насилство. Човек посочен како одговорен за прерано згаснатите животи на младата мајка и нејзината 6-годишна ќерка. Денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски соопшти дека против Стојанче Јовановски, сопруг на жртвата, во изминатите години била поднесени повеќе кривични пријави за насилен криминал, имотни деликти и недозволена трговија со дрога. Во декември 2025 година бил лишен од слобода поради трговија со дрога, откако кај него биле пронајдени 20 паковки со марихуана и 7 грама амфетамин. Во декември 25 по лишување од слобода за кривично дело по член 215 од КАЗ за трговија со дрога, бидејќи кај истиот биле пронајдени 20 паковки со дрога, истиот бил лишен од слобода, при што Министерството за внатрешни работи отпочнало брза постапка и доставило кривична пријава до надлежен јавен обвинител, при што од страна на јавниот надлежен обвинител биле побарани мерки на претпазливост, а од страна на судот истите биле изречени. По трагедијата во Карпош, сопругот кој повторно е лишен од слобода и се наоѓа во полициска станица, ќе се гони за наведување на самоубиство, тешка телесна повреда поврзана со семејно насилство и загрозување на сигурноста. Тошковски истакна дека истиот ден, неколку часа пред трагедијата, Јовановски се расправал со сопругата, била повикана полиција. Таа брзо стигнала на лице место, но Ивана рекла дека немало насилство и дека станувало збор за недоразбирање. Одбила да поднесе пријава и рекла дека брачните проблеми ќе ги реши со развод. На лице место бил извршен разговор со Ивана, при што таа изјавила дека нема физички контакт помеѓу неа и нејзиниот сопруг, дека се работело за недоразбирање, кое го решиле по мирен пат и дека не бара полициски интервенција ниту поведување на било каква постапка. Поттекнат од овој грозоморен настан, министерот се осврна на измените на кривичниот законник, кои возможуваат постапување по службена должност, кога ќе се констатираат телесни повреди. Бројките според МВР покажуваат засилен фокус на семејно насилство, а жртвите се охрабруваат да пријавуваат. Министерот најави дека секој потенцијален сторител на семејно насилство без разлика на полот ќе биде повикуван на информативен разговор во полициска станица. До сите полициски службеници ќе биде испратена телеграма со инструктивни насоки за вакво постапување, што според министерот го дозволува Законот за полиција и ќе овозможи проширување на оперативните активности во рамки на законските овластувања. Паралелно најавено и формирање на посебно оделение, кое на национално ниво ќе се занимава исклучиво со случаи на семејно насилство.